Општина Чаир презеде иницијатива за чистење на отпадот на низина територија. Според градоначалникот Висар Ганиу, со ова сакале да му помогнат на град Скопје во одржувањето на хигиената. Додава дека градот не ги исполнува своите обврски во управувањето со отпадот, наведувајќи го како пример намалувањето на бројот на контейнери од 530 на само 320. Сепак, акцијата беше прекината од страна на град Скопје, со образложение дека управувањето со отпадот во Чаир е надлежност на градот, а не на општината. Sot ne kemi nënshkrujt me një ndërmarrje, domethënë private, shtesë punë për ta ngrumbulluar beturinën e cila është jashta kontinjerave, domethënë që quhet refuz. Dhe çka ndodh? Do të thotë ditën e parë që ka filluar, domethënë kamioni mbrapa neve me punu, dhe ju jeni dëshmitar, nuk ka asnjë orë që kam shpall që ne filluam me punë dhe Çairi do të jetë, do të thotë, i pastërt për shkak se ne do të ndihmojmë pa u marrë me qytetin e Shkupit, pa u marrë me ndërmarrjen në fjalë, domethënë minjer qyteti i Shkupit e ka dërgu inspektoratin tjetë, e ka bloku kamionin, domethënë ka thirr asistencë policore, edhe tash don ta konfiskon камионин për arsye të tyre të cilat ne nuk I dimë. Од јавното предпријатие на град Скопје, комунална хигиена, велат дека Ганиу треба да каже каде го фрла отпадот, бидејќи нема договор со санитарната депонија Дрисла. Ганиу треба да каже каде го фрла ѓубрето што го собира, бидејќи нема склучен договор со единствената санитарна депонија Дрисла. Јавното предпријатие Комунална хигиена редовно ги извршува своите работни активности според оперативниот план на Советот на град Скопје, а одлуките на Комунална хигиена ги носи управниот одбор на предпријатието поставен од коалицијата ВМРО ДПМН Влен. Инаку во последните неколку дена Чаир се давеше во отпад фрлени надвор од контейнерите, нешто што во континуитет ја загадува животната средина.